До 6 септември се пролонгира рокот за аплицирање за мерката 7 од ИПАР-2 програмата. Од платежната агенција денес информираа дека за диверзификација на фарми и развој на мали бизнеси заинтересираните добиваат дополнително плюс 15 дена за средување на документацијата и доставување на апликацијата. И ние и телото за управување со ИПАР при Министерството за земјоделство увидовме дека заради летните одмори најголем дел од домашните и странските добавувачи работат со редуциран капацитет, со што апликантите се соочуваат со проблем околу прибирање на потребната документација и понуди за набавка на инвестициите, што пак е услов за прифаќање на апликацијата како комплетна. Токму затоа им излегуваме во пресрет на сите заинтересирани да можат да достават квалитетни и целосни апликации, преку кои ќе се искористат расположливите средства, информира Бачовски. Инаку во јуни годинава беше отворен повикот по оваа мерка, за која и министерот Хоџа и директорот на платежната агенција Бачовски рекоа дека ќе помогне силно за развој на малите бизниси и агросекторот. Приоритетни сектори кои се поддржани од оваа мерка се инвестициите во алтернативното земјоделско производство, инвестициите во производство на прехрамбени и непрехрамбени производи, инвестициите во занајчиските дејности, инвестиции во услуги за руралното население и инвестициите во руралниот туризам. Во однос на степенот на искористеност на ИПАР-2. Ова година е трета поред во која имаме максимална искористеност и нема да враќаме неискористени средства. Досека се веќе исплатени 30% од средствата на програмата, а подпишани договори се речи 80% од средствата. Во тек се и активности за подготовка на ИПАР програмата 2021-2027 или така наречениот ИПАР-3, преку која се очекува нашата држава да добие за 60% повеќе средства во споредба со ИПАР-2 програмата. Ние сме лидери во регионот и од аспект на програмирање на новата ИПАР-3 програма, која очекуваме да биде проширена за дополнителни 4 мерки. Веќе се започнати консултации по однос на програмскиот документ и предвидените мерки. На овој повик на располагање се над 13,5 милиони евра. Финансиската поддршка по корисник се движи од 1.500 до 1.000.000 евра, не вклучувајќи го данокот на додадена вредност, а повратот на инвестицијата е во висина до 65% од вкупните прифатливи трошоци. Целокупната документација која е потребна за аплицирање може да се најде на веб страната www.iparta.gov.mk. Со помош на средствата од ИПАР-2 програмата се нуди можност да се модернизираат домашните мали и микропредпријатија кои се моторот на домашната економија.